Борбата беше голема во тој период, последиците секако руиниран простор. Какви би можеле да бидат, ние се уште и не знаеме. Ние никогаш не планираме што би можело да се случи во еден инцидент, туку велиме, генерално па еве ништо не се случи, сечено е, закопано е, се е во ред. Прво уништени се нели планинарски патеки, што е можеби најмал проблем. Лично голем вознемиреност чувствувам со делот што е спустот кон село Шишево од Водно. Например, таму се работеше во многу екстремни услови и имаше дури опомени од разни стручни кадри, односно професори на факултет кои што укажуваат дека не дај Боже да се случи некој поголем порој, може да има страшни последици по селото каде што е спустот. Сега за сега останува само ние исековме дрва, го ставивме гасоводот и се е во ред. Апсолутно тоа беше и нашата голема борба. Прво, зашто се исекуваат тие дрва кога гасоводот не функционира? Второ, се наруши комплетно просторот. И трето, што е многу така една пикантна информација, од кога се донеси одлуката за заштита на Водно како заштитен предел од 5-та категорија, еден дел од гасоводот се наоѓа во строго заштитена област, значи во дел каде што не сме да има никакви интервенции во однос на животната средина. Кои се последиците? Ние ќе ги видиме. Вие не може да кажете за месец, два, три. Ќе има последици апсолутно. Не знам дали воопшто ќе се реализира гасоводот, но штетата е направена. Апсолутно, старт велевме дека не е вредно, доколку сте го пратели историјатот на самата борба за да не иде гасоводот низ Водно, имаш алтернативни линии кои што може да се водат преку автопатот од другата страна. Ова беше само една алтернатива која што беше најлесна на властите поради најмал отпор во однос на експроприација на имотот, а од друга страна најголема штета во однос на град Скопје. Во име на некоја идна гасоводна мрежа која што еве се уште и после колку се веќе 6 години апсолутно не е реализирана и немаме никаков трак од гасовод кон Тетово и Гостивар, имаме уништување на шумско подрачје кое што исто мора да се нагласи, тоа не е автентично, него специјално насадено. Никако нашиве власти да ја разберат улогата на Водно. Водно не е само шума парк, Водно е пред се заштитен предел во однос предел кој што го заштитува градот Скопје од сите можни природни поплави, порои кои што може да настанат и кои што настанувале во минатото. Трасата на гасоводот е на повисоко ниво, но затоа се навлезе во една борова шуми, значи се уништија борови дрвја и се овозможија порови, повторно ќе го спомнат, делот кај Шишево, односно спустот кај Шишево, кој што не знаеме што и како може да се случи во име на нешто што се уште не се реализира. Зошто? Никој не знае. Сите дигаат раце, да, мораше да се направи, немаме алтернатива, а сега, како што велите, реферираат, причекајте сега да видиме други извори на енергија. Тука наоѓам голема вина, ние уште тогаш прашувавме која е таа стратегија на државата во однос на енергетските извори. Испаѓа дека ние лутаме, дека немаме јасна и концизна стратегија каде и во која насока ја бараме одржливата енергија, односно начини да се обезбеди енергија за нашата држава. Значи, ние кога се боревме за воопшто, за да не се постави гасоводот, на крај и покрај нашите големи напори, и морам да нагласам заштедување на некои десетици илјади квадрати од шумата, успеавме да се избориме со притисок врз владата и да се обезбедат средства за пошумување не конкретно на гасоводот, значи тоа беше вон таа дискусија, туку на оние места кои што се веќе руинирани од други претходни интервенции на Водно. Беше голема сума на средства, некои 680, скоро 700.000 евра одвоено директно на сметка на град Скопје, и покрај тоа се правеше студија за пошумување за која што би се искористиле средствата. Од тие средства ни трага ни глас, се смени веќе нов градоначалник, воопшто немам информација каде се искористени, апсолутно средствата не се искористени
во однос на пошумување на водно, што страшно боли, бидејќи болката беше добро кога веќе уништувате еден дел, дајте барем да средиме што претходно се оштетило. Ни тоа не се направи. Во однос на гасоводот имаше најави од МЕР, не само дека значи треба го врати во првобитна состојба. Првобитна состојба не е возможна со гасоводот поради нели корењата на дрвјата, значи не може да се засадат големи дрвја, но бевме уверувани дека сето тоа ќе биде посадено со некои жбунести растинија или искористена како патека за пешаците. Ни тоа не се направи, стои како ругло. Лично мене ми е непријатно дури да отидам во тој дел, затоа што не сакам да гледам како е уништен еден од најубавите делови, искрено кажано, за шетање во делот кон бункерите. Таа беше прекрасна шума за шетање на посетителите. Сега е направена како една голема писта. Се јавуваат нели други корисници како што се оние нели мотори на 4 тркала и слично. Никој не сите дигнале раце од тоа што понатаму со тоа што уништивме и го оставивме така, ниту да функционира, ниту да се врати во некоја, барем да ја наречеме нормала со уредување на просторот. Јас прво би сакала да видам кај се отидени тие пари, кои што информација тешко може да ја добиеме, али независно мора да се вложи повторно средства, мора да се баре од градот повторно, да се вложат средства и барем да се пошуми тој дел. Поправка, веќе е ископано, тука не можете, поставени се цевки. Помирени сме со тоа дека таа битка во тој поглед е загубена, но барем да успееме да го пошумиме, да поставиме жбунести растинија, поставиме патеки во кои што може да се движат луѓето, да го покриеме делот околу гасоводот. За другото, имам големи забелешки затоа што водно не е само гасоводната траса, понатаму се продолжи со негово уништување. На целот некако испаѓа дека секој наш напор и обид да се зачува водно се користи преку соодветни одлуки кои што уште повеќе го уништуваат. Се донесе одлука за заштита на водно како заштитен предел од 5-та категорија, во кој што се овозможи на водно да се намали зоната на заштита, значи се повлекоа оние делови кои што се веќе изградени, да се повлекоа од заштитената зона, се наградија тие што граделе каде што не треба со нивно легализирање. И апсолутно водно не доби никаква заштита, него можност за понатамошно уништување. Битката како треба да се реши, според мене, не е само пошумувањето. Ние мора да донесеме специјален закон за водно. Тоа е наша борба веќе неколку години. Закон во кој што ќе се дефинираат строго подрачјата, ќе се дефинира кој е управител, кои се ингеренциите, ќе се заостри контролата и секако во рамки на тоа ќе дојдат оние следствени ефекти на пошумување и задржување на неговата заштитна улога. Многу има. Прво, многу голема штета направи нели патот кон Сончевград. За тој треба големи средства за обновување на природата во тој дел. Делот кај Шишево, ви реков, јас упорно го повторувам, но мене навистина ме плаши тој дел каков е спустот, не знам колку сте го погледнале, тоа е соголено, навистина на ништо не личи. Кулата е еден голем, иако има дозвола за градба и набрзо ќе биде готова, исто голем предизвик и голем, мислам дека ќе има големи последици за водно, затоа што таму се предвидуваат и канцелари. Значи ќе може да се доаѓа со кола, ќе доаѓаат луѓе. Има многу жешки точки и најголема жешка точка подножјето што континуирано се гради, се зголемува линијата на градба и се уништуваат постоечките канали, постоечките каскади кои што невозможувале да во некој случај на некои поранени дождови се заштити градот од дотокот на води. Значи, без закон за водно немаме решение. Мора да има закон за водно. И потоа санирање на сите проблеми, бидејќи кога ќе ги ставите во оквир интегрално сите закони, не само закон за природа и заштитување на нешто што е вештачки оформено, него и закони за пожар, за заштита од ерозија, за почва, кои ќе се постават сите закони заемно во еден специјален закон, ќе може да се обезбеди суштинска заштита на водно. Без тоа ништо не правиме.